Протестите ослободуваат експлозивно празнење на емоционалната енергија, особено кога се предизвикани од трауми и лични и колективни. Некои од психијатрите велат дека се и колективна терапија, но и барометар за социјален и општествен набој. После Кочанската трагедија се реактивира групата собрана под мотото "Кој е следниот?". Нивниот марш од паркот Жена до владата со неколку илјади граѓани ја вознемири власта, а некои од нејзините портали и медиуми се обидоа да го игнорираат протестот дури и како вест. Познат медиум го маргинализираше дека се собрале неколку стотина граѓани. Завршија со револт пред владата. Наспроти, ваквото незадоволство, власта се обидува да ја релативизира целата работа и гневот кој произлезе после трагедијата која се случи во Кочани. Во ова издание на Трилинг соговорник е Имир Мухамеди, дел од граѓанското движење "Кој е следниот?". Добре дојдовте во емисијата. Дали ќе продолжите со изразувањето револт? Секако дека ќе продолжиме, само ќе сега во тек сме со состаноци, дополнително ќе определиме на која насока ќе се водат нашите активности. Дали тоа ќе бидат протести, дали и други начини на изразување на револтот, тоа дополнително во рамките на организацијата ќе го договориме. Што беше главниот мотив и што најмногу ве испровоцира да излезете на улица? Значи, ние излеговме под мотото "Системот е следен". Ние како организација, како неформална организација на граѓани, нашите активности, мислам, нашето вмрежување почна за време на протестите за околу трагедијата, каде почина Фросина Кулакова, дизајнерката. На тој протест видовме дека стварно постои еден акумулиран гнев кај луѓето и така спонтано се здруживме и сметавме дека треба и понатаму да действуваме, организиравме состанок, ги определивме нашите цели и сега се случи ова со Кочани, па другите активности малце ни остана на намирување и моментално фокусот ни е околу трагедијата во Кочани, која што мислам беше една најголемата трагедија, да кажеме, во историјата на државата, со оглед дека испогинаа многу млади луѓе. Во јавноста се создава тензија дека сте реинкарнација на шарената револуција. Во еден период Вучич изјавуваше дека масовните белградски студентски протести се копи-пейст на шарената револуција. Сега во Македонија власта се обидува да ве дискредитира дека сте организирани од белградските. Да, токму тоа е целта, да се дискредитира движењето "Кој е следен". Иначе, да, видовме тие некои снимки од некои студенти каде што се збори околу протестите во Србија, кон нивно вмешување и така натаму, но тоа немаше врска со нашата организација Кој е следен. Нашето лого беше таму аматерски поставено со цел да се дискредитира нашето движење, бидејќи јасно име дека на нашите активности, на нашите протести има масовност на луѓе, посебно на нив многу ги плаши тоа што многу млади даваат поддршка околу нашите активности. Но во однос на нашата поврзаност со шарена револуција, мислам, кај нас има студенти кои во движењето кои за време на шарена револуција имале по 12 години. Велите дека како граѓанско движење немаме политички барање, но за време на собирот, на протестот, извикувавте оставка на владата. Видете, ние немаме партиски барања, не сме партиски поврзани, иначе нашето действување секако дека политички со самиот факт што ние предложуваме барање. Што е целта на изразувањето на ова незадоволство, гнев? Значи, ние одиме со главното мото "Системот е следен", системски промени. Сега, за да знаеме, првично треба да знаеме што е тоа систем, мислам да знаеме за што збориме. Значи, системот е најпросто да го дефинираме како збир на некои правни правила, правни норми, начини на действување, на постапување и така натаму, со кои се уредуваат општествените односи во една држава. И целта на системот е да на тие граѓани во таа територија да им обезбеди правна сигурност, да им обезбеди безбедност, да им обезбеди правда,
да промовира вредности тој систем и така натаму. Сега, ние сме во ситуација, например, ние не сме безбедни да излеземе во улица бидејќи може некој да не згази. Ние не сме безбедни да не одиме на лекар бидејќи може да ни даде некоја погрешна терапија. Ние не сме безбедни да одиме во дискотека, во ресторан и така натаму бидејќи може да се запали. Ние не сме безбедни буквално нигде. Најсуштинското нешто што мислам треба да направиме максимум за да се смени. Господин Мухамеди, има собири, па нема собири. Има револт, па нема протести. Дали тоа ви е своевидна тактика да ја збуните власта и дали во меѓувреме сте во дослух со одредени политички структури? Например, неделава слушнавме дека СДСМ ги поддржува протестите на граѓанското движење, кој е следниот? Да, неколку политички партии излега со став дека ги поддржуваат протестите. Ние околу тоа можеби ќе спремаме, можеби нема да спремаме соопштение, ние се оградуваме од сите политички партии. Значи, буквално, особено од СДС, што го спомнав, што истите беа дел од системот и се дел од системот, значи нивната поддршка воопшто не е потребна. Ништо не може да ни помогне, освен што може да ни одмага. И ние се оградуваме од сите такви пресконференции на политички партии каде се спомнува името на кој е следен. Значи, кој е следен значи е неформална организација, спонтано настана. Премиерот Мицковски денуве во телевизиско интервју изјави дека во Македонија ќе се случи народ доколку обвинителот и членовите на судскиот совет не поднесат оставка. Дали е тоа политичка манипулација? Според мене премиерот не смее да се меша во обвинителството и во судството. Тоа што граѓаните нема доверба во судството, да, тоа е проблем, но целта на нив не им е да се подобри состојбата во судство. Значи, измените на законот за судскиот совет треба да се случат до јуни. И сега таму ќе има некои промени каде што политичките партии после ќе имат многу малку влијание околу изборот на тие нови членови на судскиот совет. Сега целта е следна. Значи, нели, собранието им изгласа интерпелација на членовите на судскиот совет, на тие што се избрани во собрание, но целта е тие да се заменат со нови членови кои доаѓаат од редовите на власт. Значи, не е целта да се обезбеди правда со тоа што ќе се сменат 5 членови на судскиот совет. Бидејќи доколку сега доаѓаат нови членови на судскиот совет, тие ќе имат мандат од 5 години. Од 6 години. И после нивниот мандат ќе важи до 2031. И законите, овие новите измени на законот за судски совет ќе се применуваат тек во 2031 околу изборот на нови членови. Значи ние уште 5 години ќе имаме пак партиски членови на судскиот совет. Дали имате дневна комуникација со вашите колеги од Белград? Не, немаме ние никаква поврзаност со протестите во Белград. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Ово издание на Тренинг го затвораме со цитата од познатиот македонски сатиричар и хуморист Васил Толевски, кој денуве на својот профил ке запише: да им се забрани на сите кои биле на функции да кажуваат што треба да се прави. Зошто не правеле кога биле на власт?